Ја постојано да ја гледам Андријана Лачки, многу се. Многу. Сега. Она каква домаќинка е, бре, на сите телевизиски луѓе ни одржа лекција. Ем сум домаќинка, ем сам да правам ручок. И си игра умеѓу време. Македонска девојче, кика шарена. Само ќе ви кажам како лупи компири Адријана Лачки, ќе ги заглавив до 12 сат колегите. Денеска ќе ви кажам на рецепт како се прават пиперки црвени. Црвените пиперки мора претходно многу убаво да ги одберете на пазарче. Кога ќе ги одберете така убаво на пазарче, убаво ќе ги ставите и многу препорачливо е да ги печете на оган. Ако неам оган, ма кај да ги печем? Јас тука со мене, затоа што ви се јавувам од центарот на едно село. Добро. Јас сега ќе мора да ми помогнете овие тука теткички, бабички, кои што се мои многу добри пријателки. Еве сега кога веќе ги испековме пиперките, знаете дека треба да се излупат. Како ги лупиме? А, тетка Радка, како ги лупиме? Ја земаме пиперката, ги влажниме прстињата и потоа ја влечеме пиперката надолу. Едната пиперка излупет. Ајде, тетка Радка, тетка Блакне, вие сега да излупите пиперки. И тетки бе. Да нема семчиња, затоа што баба ми кога правеше салата од црвени пиперки немаше семчиња. Не. И секога сега оваа салата ќе ја наредите во еден убав танер. Така, овие се македонски стари садови, затоа што цел живот е, цел свет тефлон користи, нели не канцерогени, вие канцерогени садови користи. Тоа земјената тавот и многу е здрава. Во овие убави садови, земјен сад ќе земете и ќе ги наредите како војничиња. Едно црвено, друго црвено, трето црвено, четврто црвено. Мора да ставите Макдонос и мора да ставите лукче. Лукчето ситно го пропржувате во масленце и потем го сервирате. И за крај да ви ја препорачам мојата книга Македонски готвач, каде што може да се најде секаде. А за време на пауза, вие сниматели не се грижат, ќе има и за вас да пробате. Можете оваа книга да ја купите во тие книжаници и да се имате по дома, затоа што мојата баба ме научи на сите рецепти. И имате пауза, ја гледаш Андријана, врти оро. Фала многу, пријатно, живи здрави. Ај ке речеме, овие србите не утепаа со тоа турбофолкот. Ама шо да кажеме бе за македонскиот фолклор бе луѓе? Шо да кажам? Срам ми е да го испеам. Или е за секс, или е за пијандури, трето нема. Не бе јасно, сега ќе ви кажам. Еве, ќе испеам една лајт песничка, така лекичка, чисто да ме воведам у темата. Абре воденичаре. Ја знаеш така? Абре воденичаре, баш пријателе. Море мојве очи, тука имаш сега варијации. Море мојве усни, море мојва снага, твоја нека биде, сомели го житото. Се разбравме, така? Се алма една хардкор јака. Кој ти го тури жено? Името. Овако за Македонија ми доаѓа. Кој ти го тури? Името Македонија. Кој ти го тури жено, кој ти го тури?
Кой ти го тури, жено, кой ти го... Кумът ми го тури, мажо, кумът ми го тури, кумът ми го тури, мажо, кумът ми го тури. И после ова, ми текнува на оваа исто една много перверзна, религиозна една много. Брала мама капини. Попот. Дигнимо ме фустано, дигнимо ме фустано, дигнимо ме фустано. Абе, да не казиш Бостаното, мана, да, 100% за Бостанот му е. Пази! Молим те, Бостанот, сега пред избори не лъжат извоз нашле. Молим те! Следната ще ми текне ова... Не кажу и либе добра ноки. И сега, нали, као на сите им текне на оној делот. Сите спијат, а ние сме сами, клецни, користи драги ти и мене. Мислетуваат некој пут вака, шо добра. Ако, нели? Значи, ама не е тоа најстрашно дел у песмата. Знаете ли кој е најкиот момент? Јас знам дека друга љубиш ти. Јас знам дека друга мамиш ти. Значи, она знае дека ти пот имаш швалерка, али она нема проблем со тоа. Она е модерна жена. Битно користи драги ти мене. Сега, кој е драги? Тоа авторот да видиме. Добро. И сега последната од мене вечера, пошто ако продолжам да пеам кај да ќе почнат да искачат луѓе од салава, не од ладно. Нели? Следните два стиха што ќе ги испеам сега, значи у само два стиха луѓе е содржана сршта, целата тема на сексот у нашиот фолклор. Само два стиха, дали ви се веруе? Коленичев јас пред него и со солзи на очите. Од шо и солза бе на очите? И тоа се пее. Си го пееш. Дома со мајка ти, со баба ти, по свадби, крштевки у црква, тука попови шетат, она коленичи. Хаос! Иначе многу го сакам сексот. И највише сакам она, за време на секс, она партнерката која вика. Оти ако не вика, ми доаѓа као да се сексам со златна рибка. Она тија плескаш, она... До душа има само еден тип на жени што ме палат која не викаат за време на секс. Тоа се ние што додека ги сексаш од позади, од што им е убаво ја бутаат вака раката до лакту уста вака и само испуштаат глас као гладен муфлон вака. Според тоа, како викаат жените за време на сексот, оргазмот се дели у неколку категории, а сега нема да ви ги кажам сите, ќе кажам неколку од нив. Еве, например, имате прво самоубиствен оргазам. Тоа е она, ти ја сексаш, а она ти вика... Удри ме по газот, удри ме, немој да ме штедиш. Немој да ме штедиш кога не си ме правел. Ајде сега искупиме како кокошка. Искупиме како кокошка и надениме на раженот. Така. Мавни ми сега бок. Немој да се тепаш толку силно, грубијан еден. Имате после овој наркомански оргазам. Тоа е она. Ти нели ја сексаш оња... Човече, како ми го ставаш, еј. Ова, како тебе до сега никој не ми го ставал. Човече, ти ко ми го ставаш, треба не расте. Човече, како го ставаш? Шо? Уште не си ми го ставил? Па стај ми го веќе еднаш, нема да ми го губиш времето.
Али мене ми е коњак оној музичкиот оргазам. Тоа е ти нели ја тресеш ова, а она вика свирни ми го форте, отвори ме со твојот дебел виолински клуч, дрндај на мене како на гитара, дрндај ме во едур, сакам да свирам на твојот дебел кларинет, искористи ми ги цицкиве за чинели, свирни ме со гудалото како прва виолина. Стендап Македонија ви го представува урнебесниот стендап спектакл Умри мушки со феноменалната македонска стендап репрезентација Ефтин, Бојан, Никола, Весна и Сашо. Драги другарчиња, сега ќе ви објаснам се што сте сакале да знаете за 2 февруари, а ви било страф или срам да прашате. Деновиве е лизгаво. Внимавајте, некој да не ве опне од позади. Бацки. Морам да кажам, изгледате страшно. Бо 1000 Скопјани и 1 Охриѓанец. Да бевте летоска во Охрид, супер сезона ги имавме. Морам да кажам дека дури и картава за универзална е поевтина отколку смештај во Охрид. Не можам да престанам, а да ве гледам ко 300 денари. Смештај. Во Охрид нема љубов, само смештај. Чат пат пајак. Кревет. Факт е дека меѓу Охриѓани и Скопјани имат јазична бариера. Не се разбираме доволно. Влегвид Охриѓанец во продавница за бела техника во Скопје, доаѓа продавачката и вика: "Повелете, господине, шомарка ви се машиниве за перење." "Горење, велење, господине." Не, муло те прашав." Обратно, Скопјанец оди во продавница за компјутерска опрема во Охрид. Газдата, младиот, не бил тука, бил некаде на екскурзија со брод со бугари. Не е битно, не бил тука. Го заменви стариот татко му, врска немат од компјутери. Дечко го прашви: "Се извинувам, чика, а што графички картички имате?" "Не знам, редете Nvidia." Добро, не е се толку црно во Охрид. Стално за нас Охриѓани викаат вакви биле, такви биле, да, ама то наше гостопринство ги избрка германците 45-та. Точно така, ги победивме со услуга, не со пушки, бомби, пиштоли. Од следнава сезона во Охрид под мото прави попуст, не војна. Магичниот микрофон за стендап легенда на Македонија вечерва му припаѓа на Тони Михајловски. Ќе го примиш сега или после? Ќе го примам сега. Ајде, повели. Што сакам да кажам? Весна која го стави, мислев ке седнеш на него и ги продолжиш насмејано. Здраво! 3 години немала секс, луѓе. Мислам, не да ве замишља голи, ве се облакаш уште на врата, ондека.
Замисли ги голи. Мене така ми рекоа на првата представа, замисли ги сите голи и ништо не се гледа у пичку материну темно. Кого да замислам у пичку? Видов една баба седи у прв ред. Одлична работа. Кога другарчево ќе направи стендап, најмногу му се радувам. Порано тоа беа редовни стендапи од Сабајле. Јас се будам, он ма буде. Значи, стани брат, стани брат, стани брат. Сега ја му викам, брат, брат, брат. Дедо ми викаше порано, сине вика, кад беше млад имаше кур за 2 жене. Сега имам кожу за 2 кура. Ај на мочање. Него ме подсети на оној дедоно, некој деденце 80 години, бабата се избањкала, овој се избањкал исто недела, знаеш кога си ги наоѓаме маиците од лани и джемперечињата, и седнал покрај тоа, знаете зошто имале жар порано, нели старите жар, па тоа мангал, па чади мангало, па ова, седнал и гол и му се напекле јајцата на дедето, стендап. И сега бабичката спие горе на спрат, тргнување, дедото на 3-та скала, се враќа назад, пак седна, пак ред, Жешко, жар, трчање на 3-та скала, значи паѓање. Знаете зашто старите имале лопаче покрај жарот, така? Земање едно лопаче, ставање под јајцата, динга овој, тргање на по скали, овој на 3-та скала да бесигла, овој не, джиш, джиш, джиш. Пробајте некад да седите на леву, да ви утрне лева, скроз да не го осеќате и пробајте да си ги издркате с леву, како с туѓу. Како туѓа рука, брат. Малце е геј, пошто е мушка рука у пичку, мат. Ама нели е тој малце геј бе сам кад си правиш? Многу ми е геј, стварно извините, мада тој спорт не напушта до коко, чичо. Тако ли? Трае тој до цел живот, ја мислам. Малка ни да га дираш помалце. Јас сум многу смешен човек, ја женско може да насмеju за 10 секунди, мене ми токо треба да се соблечу пред њу. Озбилно и како што гледам, ниједен нема голем кур да вие стендап мајстори. Сви сте со смалешки, нели? И ја исто. Па за тој смо ми стендап мајстори, не бива у секс, ајде да ве смееме. И ова е некој вид секс, е орална онанија у пичку мата. И викам ти женско, значи само да се соблече и он има различни реакции имаш. Леле, колкицко е. А мене за секс ми треба жена, виски за њума и лупа да го покажу. Сега ќе те уништу. Шика. И слънце, да го загори малце, пржу го с лупо на слънце, да осети нешто, знаеш како е. Преведујте му на човека, молиме, нема оставljате тако. Што се смееш, преведуј му. Он разбира, бе, нашки збореше цело време.